Агенцијата за храна и ветеринарство најави дека рокот за бесплатно чипирање на домашните миленици кучиња заради идентификација и регистрација на кучињата ќе продолжи до крајот на тековната година. Ветеринарите ги повикуваат собствениците на домашните миленичиња што побрзо, односно на време да ги чипираат, со цел кучињата да се евидентираат и заведат во базата на податоци, што се прави. При тоа за чипирање предуслов е кучето да се вакцинира против кучешко беснило, а оваа вакцина чини 590 денари плюс 120 денари за пасош. Чипирањето со ушен чип е 800 денари, но сега е бесплатно бидејќи го финансира Агенцијата за храна и ветеринарство. По 1 април собствениците ќе мора самите да ја платат и апликацијата за чипот, чија цена е 200 денари, но до 31 март е бесплатна. Предходно крајниот рок беше до 31 март, меѓутоа Агенцијата за храна и ветеринарство рокот го продолжи до крајот на 2019 до 31 декември. Одзивот, ајде да кажеме, е солиден, значи луѓето кои што се заинтересирани може во секој време да дојдат и да ги чипуваат своите миленици и во исто време да се вакцинираат. Целта на поставувањето на чип е идентификација на домашните миленици и да се утврди нивниот број на територијата на Република Македонија. Значи, кога се чипуваат животните, пожелно е да се изврши и вакцинација. Значи, освен чипувањето се внесува во базата податоци, во системот се внесува и вакцината. Од друга страна, од Агенцијата за храна и ветеринарство најавено дека казните за несовесните собственици на домашни кучиња се од 100 до 150 евра во денарска противредност за индивидуални лица и 1000 евра за правни лица. Тоа значи дека по 1 април инспекцијски служби ќе изрекуваат соодветни казнени мерки за оние кои се уште ги немаат чипирано, односно идентификувано своите домашни миленици.